За дадениот збор, јас сум мислил Десподовски од село Ирче, најпрво да го поздравам министерот, градоначалникот и сите присутни гости, присутните во залата. Имам 3 прашања кон министерот и кои другите присутни. Поради климатските промени, и сам кажа министерот дека имавме проблеми во нашата општина, 3 години поред, 2 пати имавме со мраз оштетување на овошните насади. Ланската година беше турбулентна, паѓаа град, имаше енормни приноси. Мерката осигурување, не ја спомна министерот, дали ја има оваа година, и ланската година имавме лошо искуство со осигурителните компании. Мерката е добра, од страна на министерството, ја покрива 60% од сумата на полисата и тука застанува. Ние имавме штета од компанијата, доваѓани од град, доваѓани проценуваа проценти на штета во износ кој како му е извршена штета до времето. После при пресметката, при исплатата, при подпишување на спогодбата, бевме изманипулирани од самите осигурителна компанија, имавме повеќе осигуреници. Првично ни дадоа една спогодба, подевме во Скопје, пишавме приговори, после приговорите ни покачија дел и не се придржаа до одредената сума која требаше да ја платат по проценти. Ние не можеме да одиме во Скопје, вика во самата компанија, во нивните членови пишува дека надлежен е судот во Скопје, во основниот суд во Скопје, и ние не можеме од провинција сите да тргнеме во Скопје и да судиме со осигурителните компании. Имавме прилог на Стар телевизија, повикавме дека не сме заштитени од никого не ни се обрати, за дали има државен ревизор или кој, на тие осигурителни компании да влезе и да изврши ревизија за нивната постапка. Това е моето прво прашање. Уште едно прашање. Господине, вие што ја водите трибината, вие бевте ланска година на состанок во село Град со овоштарите, ги знаете нашите проблеми. Од година во година е се пообемно количините на производство на слива во нашиот крај, каде што се произведува. Проблемот со откупот беше ланската година катастрофален. Спомна министерот дека треба да се отворат капацитети во нашата општина, но уште нема ништо. Доколку нема да се отворат некои преработувачки капацитети, и оваа година, ако биде добра, да не фатат некои временски неприлики, сигурно ќе биде родна. Секоја година од година во година ќе има поголеми количини, ќе имаме поголеми проблеми со пласманот на производството на слива поготово. И уште едно прашање до министерот од сектор шумска полиција, докаде е подпишувањето со колективниот договор, и беше кажано дека на 117 седница на владата е донесена одлука за набавка на униформи, дали тоа ќе се случи во скоро време. Благодарам. Дадениот збор. Добро, благодарам. Нотиравме, дали да одиме со овдека имаме, да, повелете. Драги Петров од село Граобраште, Виница. Прашањето ќе биде насочено кон директорот на платежна агенција и сега до министерот, за тоа што мислам дека проблемот настанува од министерството. Пролетта 2017 имам нов насад лозов од 3 хектари подигнато, аплицирано 2017 август месец. До ден денеска нити имам позитивен одговор за одбиено или добиено. Сега проблемот во што се состои. Значи, ние сме регистрирани 2007 година со Законот за земјоделска дејност. Се додека се аплицираше со пишени документи, немавме проблем. Потоа, ако почна да се аплицира за субвенционирање по електронски пат и ни побара да биде исплатата на лични сметки вместо на живо сметка. Некој пат не водат правни лица, некој пат физички лица. Сега, например, мојата земја е комплетна фирмата. Јас аплицирам со фактури, со сите трошови на фирмата, а средствата треба да ми се стигнат на лична сметка. Што се јавува проблем и во книговодство, и друг проблем што, например, во подрачна единица сме евидентирани како со име, а не со фирма. И сега ние аплицираме целата документација и земјата е на фирма, а јас аплицирам со лично име. Што се јавува проблем од платежна агенција, бев и таму лично, кај владин сектор за, мислам, не знам да го објаснам на кој начин. И
до денес нема никаков одговор. Мислам дека тоа е на ниво на началника на университет, што се така на тај начин регистрирани, го имаат исто проблем. Благодарам. Да, повелете. Кога веќе микрофонот тука да се и ние представим. Слободанчо Богдановски или Иза Паланка. Имам едно прашање до министерот, второто до директора на агенцията и третото до директора на фонда за пасишта. Ние како индивидуални земјоделци, кои имаме аплицирано и добиено земјоделско земјиште, плаќаме давачки на државата. Има луѓе кои узурпираат земјиште и не плаќаат. Тоа се наоѓа покрај река Брегалница, каде ни ствара проблеми. Во случај на некоја неисправност, немање на енергија, чуваме крави, немаме прилика, немаме можност да ги истераме да едноставно да пијат вода на Брегалница. Од страна на поедини луѓе се узурпира тоа земјиште. Второто прашање до директора на агенцијата, платежната агенција. За 2013 немаме добиено субвенции. Вие сте како директор запознаени поодавна, имаме две судски пресуди, управни спорове водени и вратени во повторна постапка на одлучување. Сите документи ги имаме, сите уплатници ги имаме. Имаме од Министерството за земјоделие потврда дека е платено, се работи за трактор од јапонската помош и до ден денес немаме добиено субвенција. Во ред. Дали има друго прашање? Повелете вамо, да. Ево, господинот. Љупчо Симриски од Драмче, Кекец. Имаме за пашарината. Пашарината ја плаќаме во Виница, а ние немаме ту пашарина. Ние кравите ги пасеме по свој имот. Дали има некој попуст, нешто, да има некој да се ослободи? Ја не знам, јас си платям на него платям канта сирена, друг платам у него паса, а плаша Виница пашарината ми дојде. А не уделчо, не. Добро, благодарам. Во средина вам има. Да, во ред. Јас сум Зоран Борисов од Гочани, представник на земјоделци, оризопроизводители. Сакам да прашам, моето прашање е директно до директорот на платежна агенција. Донесената интервентна мерка 5 динара по произведено и предадено кило арпа до 31 декември 2018 од кога ќе почне исплата? И другото прашање е за од 1 јануар 2019 до денес предадена арпа, кога ќе почне апликацијата за втората транша? Ако имаме уште едно, па после да почнеме со одговори. Има, гледам. Или, ајде, нека господинот ваму, па после ке. Поздрав на сите домаќини тука и на гостите. Едно споредно прашање не е у току на... Јас сум Иван Стојчов. Не е у питање за нашето делче, него за целата република. Тука се страда од прскањето на овошките и се тоа прска преко од сабале до вечерта. А пчелите највеќе страдаат. Ќе ве замола на ниво на државата, ако може, да се среди това после зајди сонце. Со тие препарати пчеларството многу страда. За пчелари што прскаат. Да се среди во државата оти многу пчели се расипува семејствата.
А за това може да се среди и това не е никакъв тежък проблем. Кога зајде слънцето, тия ще пръска, нека после другия ден, ако е на ниво нека отмара, нека, али преко денот да се не пръска и страда пчеларството се настане. А уште едно имаше овдека господинот, а после ќе почнеме, бидејќи мислам дека прашања може да ги сумираме така. Добар ден, прашам до министеру. Море смешно, јас сам Грујоград, съм. Имам 20 хектара модра слива. Пред малку кажај се за това за осигурањето. Точно имаме проблеми со нив. Јас сум на осигурање. Имах проценка пористи ми беше 360.000, 150 од државата, околу 200 од менека. Имах 30% штета од град. И кога прија проценка 30%, мисля на 30% штетен дека треба нешто да покрием. Пак че испадна ми штета само 350, да не покрих ни полисата. Само дали слабо се слуша, нека дали ќе може по... Нека појача малце, добре. Така. Значи, полисата ми беше околу 2 милиона и нешто, требаше јас да дам 360.000. Од тие 360 државата 150, јас околу 200. А имах 30% штета од град. И компанијата што направи они после кажај се суди 2-3 пати, знаеш, они ги менат тие една ще почертава понуда, после друга и испадна јас бег директно во Скопје исто во осигурање во нова и баш од директор и викам добро са јас тога друга година зашо да осигурувам кад јас 360.000 на вас требаше да ви платам, ама не вика ти државата од 150 и 200 долари државата и дава помага на нас за да ја осигурувам. И после кога испадна 360 викам јас сега едноставно немам ништо, имам штета 30%, а немам ништо печалба, ниту ми туки тој го баш тоа знае. И ми вика на мен директор од осигурањето, ама вика ти имаш чар, како немаш, вика државата дава 150. Ама јас мисля директори дека државата не ги дава тие пари на вас, него ги она дава на мојата компанија 60% што не вие, што државата не помага. И за вика ти имаш чар од тие пари. Добро, викам ако државата не е дала, требаше да дам 360.000. Сакам да кажа стварно имаме проблеми со компаниите. Да, ето сакаме да правиме осигурање, а исто како кажа исто го поддржувам, това е до министерството ќе ве замолам неко да обрнете неко внимание да се ето едноставно нека има и од вас ние помоќи, од земјоделците која има штета да дојдете баш да се уверите на сетаваци. И уште напрашен до министерот, пред малку се чув рекол вие 2 динари сме имали ние за сливата од лани за откупена, така ли? Почеја слива лани ја дадох по 5 денари, тоа го знаех научило, а 2 денари немам пошто јас се сливата дадов на струмичка фирма, право отиде во Бадел, во Хрватска. Јас нема право, нема потврда. Мисля не е на преработвачки, да на преработвачки е 3 денари. Али 2 денари дадовте лани на тие шо излезоа сливата, а на нас немаше ништо. А ние имаме трошок 2 денари берба, денар товарење 3. Значи 2 денари на мен остана, фактички не може да покрие ни трошок. Мисля дека тоа не беше фермочел седи на нас тука. Не швари, тоа беше не да може да се деси више, да биде по 5 денари сливата. Благодарам. Добро, благодарам. Може сега да почнеме со одговори, па потоа втор сет на прашања. Бидејќи имаше неколку прашања за директорот на платежна, повелете господин Бавовски. Малку само. Добро. Мислам се слушаме. Добар ден и од мене, да ве поздравам сите. Значи, како што кажа и министерот, не би се повтора во некои работи за да бидеме брзи и во интерес на времето, да можеме да одговориме на повеќе ваши прашања. Едно морам повторно да го потенцирам, што се однесува до исплатата на субвенциите. Навистина начекавме на катастрофална ситуација. Самите вие знаете колку и како и кога ви се исплаќаат субвенциите, односно начекавме еден цел неисплатен буџет. Цела една обврска, една година програмска неисплатена према земјоделците. Направивме се максимално во рамките на она што можевме да од прошлата година, а еве и ова година, навремено, неселективно, во изден по една мерка да бидат исплаќани сите корисници на субвенции. Поточно, ако сакате, и во вашиот регион овде, исплатени се во текот на минатата година, значи реализација на минатата програма, исплатени се скоро 63 милиони денари. Значи тоа се пари кои што се дојдени во регионот на подрачната единица на Делчево. Дека брзо работиме, еве ова година веќе во овој регион се исплатени скоро 45 милиони денари на име на основни субвенции. Така да тој тренд ќе продолжи и во наредниот период. Што се однесува конкретно до прашањата кои што беа за подигнување на
господинот на Лозов насад и други насади, значи едно е правило, ние воочене тој проблем ќе видиме да можеме да го заедно со Министерството тоа решиме, да не биде никој оштетен, бидејќи агенцијата не ви од другата страна. Агенцијата е вашиот партнер, која ве следи во вашите инвестиции и сака секогаш навремено да вашите инвестиции се реализираат и финансиската поддршка да си ја добиете. Така да запознат сум со предметот, го знам предметот и ќе видиме да на обострано задоволство се реши вашиот предмет. И една работа знам, при секоја една апликација, дали е тоа во националната програма, дали е во ИПАРД програмата, носителот на апликацијата треба да го изврши и плаќањето. Тоа е оној проблем кај вас кој што се јавува разликата. Го знам, затоа велам ќе го решаваме, повелете и кај мене не е никаков проблем, значи никој не бил вратен и немате негативно решение. А тоа кажува дека сакаме да најдеме решение. Да, затоа вам заедно со Министерството тоа ќе го решаваме и ценејќи дека вие сте направили инвестиција, не сакајќи да ве оштетиме, затоа немате добиено решение дали ќе имате поврат на средствата или ќе бидете одбиени. Целта не е да бидете одбиени. Што се однесува до Иза Паланка, значи како правен како субјект кој што користи субвенции, да, мислам искрено, сега тука јас јавно зборувам, секогаш сме партнери и сме ви помагале во изминатиот период. Барем јас кога сум директор, за другото не можам да зборам. И овој проблем кој што беше за останати обврски од јапонската влада е горлив проблем не само кај вас, кај многу корисници и воопшто системот на одредени задолжувања кои што ви се правени во тој проблем во тој период финансиски, каде што да, вие сте аплицирали во моментот на исплаќање на средствата, вие сте се воделе како должник. После тоа сте ја расчистиле работата, ама после. Тука е проблем. И што се однесува до АРПАД, односно дополнителната мерка, до крајот на годината беше аплицирањето. Значи, како што знаете сите, по што го гледате на вашите сметки, прво се исплаќаат основните мерки. Во преднова година заврши периодот, аплициравте, треба да се обработат вашите барања, да се исплати основната мерка, а после тоа сите оние кои што имаат право на основна мерка добиваат и дополнителните мерки. Исто се однесува и за продолжување на периодот кој што е продолжен, чим се стигнат апликациите, односно барањата ваши, исто ќе бидат обработени. За тоа што прво ќе ги исплаќаме оние средства и обврски кои што се настанати до 31 декември 2018. И во однос на осигурувањата, одговорно ви тврдам дека нема ни една агенција каде што делот на државата од 60% субвенционирање на осигурувањето, сите агенции се исплатени. Значи треба да бидат фер и коректни према вас. Од страна на државата се е исплатено према нив. Благодарам, мислам дека одговорив на сите прашања кои што беа до мене. Поздрави од мене до сите фармери. Имаше едно конкретно прашање од фармерот, од господинот. Комбинирано прашање би го нарекол, тој праша истовремено зашто и плаќа и на приватни имот, така нешто со канти, сирење, јагне, така беше прашањето. Тоа е договор пред се меѓу вас, тука јавното предпријатие не се меша во тие работи, приватен имот, фармер, приватни бизниси. Второто беше зашто плаќате у Виница, колку што слушнав. Ние фактурите ги пуштаме на домашни адреси и фактурите идат од тие катастарски општини кај што се пасиштата. Ако сте вие од Делчево, а пасиштата е у Виница, значи од таму произлегува и фактурата и таму се плаќа. Тоа е конкретно вака. И имаше едно прашање, спомна пасиште, господино, нешто за узурпација, ако се однесува до пасиште, ние кажавме дека правиме регистар на сите пасишта, се евидентиравме околу 530.000 хектари пасишта
и ги диференцираме кај е пасиште, кај е шума, каде се узурпирани, каде не е узурпирано, за да имаме точен увид кои се пасиша за да ги дадеме под концесија, зашто тоа и го налага и Европската Унија, ако е за тоа. Благодарам. За пасиштата што е, јас сум од село Драмче. Вика, ќе платиш, ја плаќам пасиштата. Пасиштата ги плаќам. Така. Стоката треба да ја карам у Гола Виница. Јас сум од Драмче, не мога да товара 10 крави да окара таму. А ние државно земјиште у Драмче немаме пасиште. Немаме пасиште, ние да речеме граница да горе, тако јас сум у село. Добро, ајде ќе го решиме тоа со подрачната единица од Виница ќе го решиме. Па да, треба да се да види дали да плаќаме, не плаќаме. Тоа е проблем. Не е друго, јас си ги пашам по моје. Ту се 50%. Дали имавте барања за тоа пасиште вие? Немам барање, на ми дојде документи, ја да плата пасиште. На 10 крај 2500 динара. А немам пасиште. Океј, ќе го провериме тогаш. Благодарам. Да, практично прашање да се прави. Да, ќе го провериме конкретно за случај. Ако е така, ќе го скинеме. Ако е приватен имот, ние не взимаме пари за приватен имот. Ако е конкретно пасиште, тога тоа е законски да се плати. Да. Благодарам. Океј, после трибината ќе размените телефони, ќе се договорите. Жиле прашање за во врска околу пчелите што беше повелите. Александар Дилев.